Кој си игра со оган треба да биде подготвен од оган да изгори. Велат, мудриот човек е свесен дека размислувањето може да биде како оган. Внимателно може да користи, но ако излезе од контрола, може да изгори се околу себе. Без влада, без парламент, наскоро без градоначалници и засега без излез. Хаосот во Македонија се заканува да го наруши мирот на ионака кревкиот Балкан, во време кога светот покажува наклонетост кон редефинирање. Кој ќе изгори, а кој ќе го држи огнот под контрола. Вечерва во 24 отворено, со мене се дипломатите Виктор Габер, поранешен амбасадор во Италија, Австрија, Тирана. Добро вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Добре најдов. Мухамед Халили, поранешен амбасадор во Данска, Белгија, заменик амбасадор во Велика Британија. И Ѓорѓи Филипов, поранешен амбасадор во Германија, Австрија, Јапонија и Словачка. Вечерва требаше со нас да биде и Даниела Караѓозовска, поранешен македонски амбасадор во Загреб, но пред почетокот на емисијата таа го откажа гостувањето од, како што рече, причини кои што не можела да ги избегне. Се надеваме дека доколку во текот на емисијата ни се приклучи, се разбира студиото тука е отворено. Господине Габер, ќе почнеме од вас. Балканот се разгорува и сам по себе периодично и на циклуси, но се чини дека во овој момент како Македонија да го пали тој фитилј. Може ли оваа домашна криза што тука ни се случува да прерасне во еден голем регионален проблем? Тешко е да се каже, но во секој случај она што се случува кај нас ги возбудува не само нашите граѓани, кои што се поделени на табори, на блокови, на семејства, кои што различно размислуваат, туку таа и регионално представува еден голем проблем, затоа што не се навикнати општествата и политичките системи околу нас, па и нашиот, ако сакате, толку долго да има една криза, политичка криза, во која што пред се имаме борба помеѓу она што представува зачувување на суверенитетот, како што денеска гласно се повикува на улициве, и она што представува расчистување со криминалното минато на ова општество. Го велам ова само заради тоа да кажам дека самата криза отпочна со изнесување во јавноста, со нашите уши слушнавме она што представува газење на правото, газење на политичкиот систем, користењето на власта, која што сите знаеме ги дели нашите народни пари, значи користењето на власта за лични потреби. Тоа на меѓународен план, а ево и на регионален план, предизвикува големо сомнение дека нешто тука не е во ред со нашиот политички систем. И затоа се реакциите вакви какви што се. За жал, и големите сили се вклучија во оваа, да кажам, оперска синхронизирана активност да кажат дека у Македонија нешто не е добро, односно дека ние сме негде на сечивото или огноте тука негдека, бидејќи тоа е нивни интерес. Они имаат стратешки определби да бидат доминантни на едно планетарно ниво. Но ние не требаше да ги сватиме тие пораки што доаѓаат од таму и внатрешно да ги решиме овие проблеми. И како систем, и како политички елити, и како граѓани, ако сакате. Ние со нашето однесување многу им помагаме, значи на овие сили да може да вршат директни или индиректни влијанија тука и во регионот, а Македонија е фрагилна и лесно подлегнува под тие влијанија. Видите, геополитичката состојба моментално во светот не е таква за да ние им помогнеме да дојде до нешто по-екстремно, радикално нарушување на безбедносната состојба. Но тоа нас многу ниско не симнува, не изолира од светската сцена и директно влија нашиот развој. Пред се на економијата, на културата. Цивилизацијски ние одиме наназад. Тоа е она што нас како граѓани, ево сега настапувам како граѓани, бидејќи сум, викате поранешен, и затоа велам дека е многу важно што поскоро да ги разрешиме овие проблеми, да владее правото во нашава земја и на крајот на криштата и политичките елити да седнат и дефинитивно да ги разрешат проблемите кои што ќе представуваат развој на земјата, а не стагнација
и одење во едни, кажем, од 18 век некои стереотипи кои што денеска на глобален план не играат улога. Халили, македонскиот внатрешен конфликт знаеме дека трае одамна, но се чини дека во овој момент се отворија и нови рани од како излезе платформата на така наречената платформа на албанските партии. Или барем некој вешто ја искористи таа платформа за да отвори нови рани во општеството. Дали мислите дека албанските партии одиграа невешто во овој момент и успеа да дадат повод на, да речеме, на националистички структури од другата страна да може да ја искористат кризата во друга насока? Не, апсолутно тоа не одржи како аргумент. Затоа што кризата во Република Македонија не е од после изборите. Ова заедничка изјава на албанските лидери на политичките партии во Република Македонија е од краток век. И постизборна платформа, што некој сака да ја оспори бидејќи постизборна, но без аргументи. Кризата започна кај нас како резултат на, да кажеме како што е законски уредено, противзаконско прислушување на разговорите. Дали е тоа противзаконско и законско, ние се соочиме со еден факт дека државата е оплячкана. И не беа албанците тие кои повика да одржиме ние консултативни средби, да одржиме Пржино 1, Пржино 2, па да можеме да кажеме да утврдиме институција која ќе се занимава со гонење на организираниот криминал. Не, апсолутно. Дури имаше и една констатација на портпарол на албанска политичка партија на власт. Овој конфликт е меѓу македонски конфликт, ние не треба што да се мешаме и ние успеавме македонците да ги скараме меѓу себе. И таква идеја имаше, што не беше точно. Бидејќи и албанската, и индивидуи, и личности од албанската политичка партија на власт, и тие се присутни во овие, како сакате, викајте, противзаконски, незаконски, но разговори врз кои треба да се темели работата на СЈО. Второ, ова беше повод, казус бели, велат латинците, повод за војна, од тие структури кои сакат да избегнат од правото и правдата. И сега повикуваат, ги мобилизират македонците, ги мобилизират политичките партии на македонците. Ево јас ќе бидам македонски Језус, ќе бидам маченик, жртва. Ние му даваме наша потполна поддршка на Заев да ги зема нашите мандати, да состави влада во која ќе ја нема ова платформа, затоа што на овој начин ние ќе ја чуваме државата. Ако бидам нешто подолг, сигнализирајте ме одно. Ќе сигнализирам јас. Да. Имаме. За сега е интересно. Прво, ово не е точно апсолутно. Човек кој сака доброволно да оди во затвор, а не е виновен, правната држава нема да го зема во затвор. Колку да сака тој. Ако правната држава функционира така како што е водена претходно, може би и ќе оди. Треба да има еден повод. Тој треба да излезе, било кој, треба да излезе пред правдата, да ја убеди јавноста дека е невинен, ќе излезе, судот ќе пресуди. Дали ќе ги подмитува судиите, дали ќе праќа абери и своји судии ќе стави, но ова пандурина кутија е отворена и мора да се затвори. Ве разбирам, но постои ли опасност овој внатрешно македонски конфликт што постоеше? Не, се манипулира. Внатрешно македонски. Сега да прерасне во меѓуетнички, бидејќи тоа е дали е тоа дел од манипулацијата или е тоа дел од реална опасност која што ни се надвиснува? Не, апсолутно не е реално. Тоа е дел од манипулацијата.
Но дали може да стане Затоа реална што опасност? дел од таа манипулација беше и за време на предизборната кампања. Ретко кој спомена во Македонија федерализам. Партијата на власт спомнаше сама федерализам. Ретко кој спомна, имаше и партии кои спомна јазик низ цела територија. Партијата на власт тоа го афирмираше како опасност која доаѓа од албанците со цел да избегне од тоа што е суштинското. И во писмото на господин Иванов овие денови испратено до тие кои ги обвинува господин Иванов дека се мешат во внатрешните работи на Република Македонија, дека некои амбасадори од тие земји се непожелни и треба да се заминат. Таму вели дека Република Македонија е во 2-годишна криза поради албанската платформа, што не е точно. Кризата била, тоа кризата наша, Кризата е многу наш повеќе од 2 производ. години ако Да. ако ние Да. ги гледаме И- аналитички Да, работите. И тој сака да ја алармира сега меѓународната јавност, Република Македонија Ќе дојдеме на загрозена. писмото. Сега е веќе малку многу. Одиме со господинот Филипов. Имате ли чувство дека колку се правиме поголеми патриоти и националисти, толку повеќе ја губиме државата? Добро, равенка поставивте вие. Таква равенка директно вака. Јас сепак би тргнал од она Ајде. од состојба во која што сме, да ја дообјасниме во која состојба се наоѓавме, прашавте дали е опасна или не опасна. Опасна е во секој случај, меѓутоа сега од кај доаѓа опасноста, да погледнеме малку и подалеку, пошироко околу нас, па после и во нас, може и обратно, може прво во нас, ама и малку околу нас, зашто и да се случи пожар, ќе ни требаат пожарникари, ама и кај пожарникарите изгледа дека гори на некој начин. Еве да ситуацијата во Косово нема да скоро ништо исто таму преговори со еве денеска прочитав дека ги прекинуваат преговорите, разговорите понатаму со Србија заради тоа што нивниот водач Хајредини е во затвор во Франција и така натаму условуваат додека не се пушти, нема да ги продолжат. Во Србија се во предизборна кампања, така остра предизборна кампања. Во Бугарија се со привремена влада од ноември минатата година немате. Во Грција се веќе од 2008 наваму само во некоја нон-стоп се некакви штрајкови, некакви барања, задолжувања, Пред земање социјален кредити, да, социјален карактер на што се надоврза плюс онаа кризата со бегалците. Мораме да признаеме дека тие најмногу претрпеа од тој аспект. Во Албанија, окей, има стабилна влада, меѓутоа и таа е нон-стоп под пресија. Во подалекото соседство Босна, во Европа се предизбори во неколку важни држави. Бегалската криза предизвика пораст на национализмот, добивање на рейтинг на партиите националистички определени, така што така е една глобална слика на целата ситуација во која што сме сега ние Македонија со 2 милиони жители овдека, меѓутоа викаме колку да сме 20. Мислам, правиме толку проблеми, како да сме многу поголеми од колку што сме, сходно и на нашите политичари кои имаат често пати така сакаат да се прикажат вон способностите и вон можностите и вон реалноста во која што живееме. Ние живееме во една реалност во која што треба да си го гледаме нашиот пат, да се развиваме слободно, да не се занимаваме со светски политики и светски стратегии, не да не ги следиме. Меѓутоа ние малку за опасностите што ги ние не сме тие актери кои што можат нешто да влијаат сосема на тој глобален геостратешки план, политички и така натаму. Меѓутоа имаме голема задача во нашата држава да се ја чуваме таква каква што е. Опасностите се големи, затоа што покрај ова 2-годишна вистинска силна криза после 2014, веќе трета година влегуваме и знаеме дека и после завршетокот на изборите една партија, најголемата албанска, декларираше минатите избори, дека не го признава претседателот, другата македонска исто така, така што од таму почна таа кризата со објавувањето на бомбите,
стана многу посериозна. Еве се десија нови избори кои што требаше да представуваат на некој начин некаква релаксација на целата ситуација, меѓутоа ситуацијата стана уште позоострена. И во сосема друга насока. Во сосема друга насока на што оваа платформа или тој заедничка изјава на албанските партии представува на некој начин, не дека не треба да ги добијат правата што ги барат, меѓутоа долевање малку масло на огинот. Значи ситуацијата е опасна. Ако барате затоа што не можеме да бараме од секој граѓанин да ги разбере тие внатре политички игри и надворешно политички игри што си ги имаат партиите меѓу себе, па која ќе се одржали изборите, па кој му одговарало да се одложат, на кого не му одговарало да се одложат, обичниот граѓанин наш е преоптоварен веќе и не може да ги свари сите тие работи. Ние можеме тука да дискутираме што е подобро, што е полошо. Најдобро ќе беше да се даде мандатот. Океј, едниот не може да се остави влада, наредниот да се остави влада, да си почне нормално да тече животот. Па на парламент се поставуваат закони, се враќаат, не се изгласуваат, има јавна дебата. Меѓутоа, ако тргнеме од... Вие како да зборуваме за едно многу нормално и многу демократско Така требаше, па тоа требаше да представуваат овие избори. Овие избори требаше да го представат и да не ослободат, да дадат на релаксација во општеството. Меѓутоа, што се случува сега, тие во општеството тензиите се зголемија уште, можно е не да настане експлозија, а ние се плашиме од имплозија. Се плашиме дека некој не притиска од надвор, а всушност сами да се притискаме од натре. И сега кој помалку, кој повеќе може понатаму дискутираме, кој помага повеќе тие внатрешни сили да расте таа имплозија кај нас. Добро. Меѓутоа, одговорот е опасно и тие што не го сваќаат, тоа треба да ретерираат со своите ставови, да релаксираат малку таа внатрешна напрегнатост. Ќе ги разработиме сите овие сценарија. Прво да го видиме прилогот на Светлана Унковска во врска со денешната посета на председателот на ОПСЕ и со специјалниот германски представник во Македонија, кои што зборуваа за иманентноста од формирање на влада. Уверени сме дека председателот Иванов ќе покаже мудрост и ќе ги почитува изборните резултати и што е можно поскоро ќе овозможи да се формира нова влада. Ова го изјави Кристијан Хелбах, висок германски дипломат по средбите со шефот на државата Ѓорѓе Иванов и со парламентарните политички партии. Тој меѓу другото подлече дека од особена важност е непречено да продолжи работата на специјалното јавно обвинителство. Хелбах истакна дека Германија е загрижена за судбината на Македонија, како вистински пријатели на земја даваат силна поддршка на патот кон Европската Унија и НАТО и се надеваат дека политичката криза набрзо ќе биде надмината. Уверени сме дека председателот ќе покаже мудрост и ќе ги почитува резултатите на неодамнешните избори и ќе му дозволи на мнозинството во парламентот да формира влада што поскоро. Ги повикуваме сите партии да се однесуваат одговорно со цел да се избегнат потенцијалните тензии. Со загриженост ја бележиме негативната реторика кон организациите на граѓанското општество и меѓународната заедница и ги повикуваме сите партии да се воздржат од ваквиот речник. На крајот, но не помалку важно, би сакал да истакнам дека е од голема важност специјалното јавно обвинителство да продолжи со својата работа во соработка со независна и веродостојна поддршка на судството. Од кабинетот на Иванов не испратија соопштение за текот на разговорите со Хелбах. Високиот германски дипломат предпладне се сретна и со министрот за надворешни работи Никола Поповски. Во соопштението од министерството се наведува дека во разговорите била реафирмирана поддршката од Германија на нашите напори кон европската интеграција, а Поповски побарал и членство на земјава во Европската Унија. Македонија треба да добие гаранции за членството во Европската Унија и тоа во догледно време. Внатрешните предизвици во Унијата, мигрантската криза и заканите од екстремисти се добар потсетник за тоа колку сме поврзани со Европската Унија. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по средбата со Хелбах во германската амбасада истакна дека во разговорите било посочено оти Македонија мора да ја надмине кризата и да има мирен трансфер на власта. Германија е заинтересирана земјава да има стабилност, одржлива стабилност и ќе даде поддршка за сите страни кои што дават придонес во правец на градење на државните институции, стабилни државни институции.
Билјалка сами од Беса истакна дека е добро што Германија и натаму има интерес за стабилноста на земјава. Македонија треба да излезе од оваа политичка криза, а треба да излеземе со заеднички сили. Зијадин Села од Алијансата на албанците рече дека Иванов мора да ги почитува законите и уставот, но порача и да се смират протестите. Ако целта е за да се направи анархија со ваквите одлуки, луѓето кои се разумни не треба да го дозволат истото да се случи. Од ДПА на средба со Хелбах дојде Беким Фазлиу, кој одби да даде изјава, а од СДСМ информира дека тие вчера доцна попладнето имале разговори со високиот германски дипломат. Писмото на Иванов до председателите на неколку значајни држави беше оценето различно во јавноста. Ќе прочитам една изјава на поранешниот амбасадор во НАТО на Бугарија Бојко Ноев, кој вели дека Македонија повеќе нема иднина како унитарна држава. Кантонизацијата во основа веќе е завршена. Прашањето е дали конечната поделба ќе биде направена мирно или со сила, прогнозира поранешниот бугарски министер за одбрана и поранешен амбасадор во НАТО Ноев. Тој вели дека писмото било еден вид на SOS порака до меѓународната заедница дека бродот на Скопје тоне. Тоа, вели Ноев, е драматично признание дека државата е на работ на целосно безвластие. Габер, како човек кој што во дипломатијата е долги години, како вие го оценувате ова писмо? Дали е тоа писмо за внатрешна или за надворешна употреба? Тоа е, како Стојанов, романтичарски некој изливи на многу бугарски средини кои што едуцирани долги години во едно очекување дека нивната држава ќе стане голем светски фактор, со тоа што Санстефанскиот дел, да кажеме, ќе си го стварат во некоја иднина, во некои други геополитички состојби во светот, а особено на Балканот. И затоа не треба многу да се обрне внимание на овакви, само ни создава внатрешни конфронтации, ако сакате, со тоа што некои луѓе мислат дека еве, ние пропаднавме. Не е точно. Македонија нити ќе пропадне, таа може да влезе во уште подлабока криза, може да дојдат и до некои несакани ситуации, али државата со целата ситуација во која што се наоѓа светот не е више тој детант присутен во смисла на една продолжување на студената војна. Денеска имаме распоред на силите на сосем поинаков начин и поинаков начин се решаваат проблемите. Видите, се појавуваат брекзити, се појавуваат проруски, да кажеме, спремности за соработка од Америка. Да навлегувам у детали, но во секој случај Македонија треба да ги реши, како што рекои колегите, сама своите проблеми, да го надмине овој период на нестабилност. Јас се согласувам со амбасадорот кој една генеза прави на проблемите кои што се појавува од време на време и дојдовме до оваа криза, но мора се каже дека, јас како политиколог го кажувам тоа, дека кризата почна фактички со рушење на политичкиот систем преку исфрлањето од собранието на народните представници. Независно еден пратеник насилно да биде исфрлен од собранието, тоа значи рушење на политичкиот систем. Да се разбереме, не е тоа мое сознание. Тоа е во демократскиот свет, во цивилизираниот свет е познато дека народниот пратеник, независно колку луѓе го гласале, тој представува една маса, една волја, една желба за напредок, за прогрес на својата земја. Затоа некој го бира. Но ако тогаш немало волја да се воспостави стабилен, здрав политички систем, зошто сега би имало волја кога под закана се, да речеме, десетици врвни функционери од владеачката партија, под закана на специјалното јавно обвинителство, с која е сериозна закана, без разлика на тоа како функционира во моментов правосудниот систем. Меѓутоа, со губењето на власта, очекувања се дека тој правосуден систем треба да добие некои контури кои што ќе наликуваат на вистински правосуден систем. Сега повторно тука би интервенирал. Ние мораме да разлучиме, да разграничиме тоа што представува политика и тоа што представува право, правен систем. Ние мораме да сватиме дека постојат три основни, да кажам, кучишта кај што власта се остварува. Законодавна, извршна и судска. Мешањето до сега што го имаме, 25 години, да се разбереме, треба
со криминално во последниве години, треба да се фрли на страна. Па видите, од Германија денеска доаѓа 7 или 8 нивни пратеник специјално за да помогне во врска со разрешување на кризата. Германија е наш најголем економски партнер. Зашто не мислите овдека сака да биде мир, да течат економските односи, културните односи, цивилизацијски да одиме напред? Кој не сака да биде овде мир, еве да речеме од таа меѓународна заедница? Никој не сака. Ние ги создаваме условите да они мислат дека ние не можеме да обстанеме, луѓе. Разберете, таму се создава мислење дека еве 91 година, 93 година до 95 Грција беше таа факторот кој што велеше дека оваа држава не може да постои. Треба да се спојат српскиот и грчкиот интерес негде на средина. Тоа више исчезна. Оваа држава постои, се формира институции, функционира дипломатија, ако сакате, армијата веќе си зазема свое место и така натаму. Ние создаваме сами криза во себе. Завршени ли се тие приказни кои ги плета или ги плетат добар дел од македонските соседи за тоа дека земјата не може сама да издржи, дека таа е една вештачка творевина и секое натамошно функционирање би било само вештачко одржување во живот. Мислите ли дека сега повторно се раѓаат тие духови на минатото, да ги речем? Видите, прво не е точно дека сите земји на обкружувањето Не реков сите, некои. тоа го посакуваат. Апсолутно не е точно. Има земји кои не го посакуваат распаѓањето на Република Македонија. Иако ево ставиле услов да се менува името и така натаму, да кажеме Грција. Иако Грција 92 година заедно со Милошевиќ, Мицотакис Самарас и Милошевиќ имаа план за поделба на Република Македонија. 93 година. И тој план не е прифатен од Желјо Желев и Сали Бериша. Јавноста тоа малку го знае. Значи не е било во интерес на Република Бугарија и Република Албанија да не постои Република Македонија, затоа што тоа меѓу другото е и геополитичко прашање, како што Могерини рече овие денови. И секое посегнување по некои геополитички поголеми промени би имало консеквенции за мирот не само во Балканот и во ЕУ, како што ево сите овие што доаѓаат тоа го велат. Да, и сад имаше едно соопштение и вчера и денеска кај што ги повика и соседите да се воздржат од изјави кои што може да предизвикаат тензии во Македонија. И ние не треба да гајме илузии кај народот, без оглед дали се тие од етничка припадност македонска или албанска или турска, дека ево сите големи сили настојуваат да исчезне Република Македонија, затоа што тоа не е точно. Добро, тогаш некој знатре настојува да исчезне Република Македонија или правото во Република Македонија? Па видите, не можам со сигурност... Кои се тие сили кои што посилно ја подриваат, да речеме, карактерот, унитарноста на земјава? Ова зборот унитарноста многу политичари тука во Република Македонија погрешно го толкуваат. И апсолутно. Видите да го писмото или излагањето на преседник Иванов, тој се представува како гардијан на Република Македонија. Без него нема Македонија. Тој ја штити унитарноста, тој го штити уставниот поредок, тој е се, заборавајќи дека ние се уште сме држава, имаме институции, имаме уставен суд, имаме суд кој е корумпиран вака така, меѓутоа сепак има. Има и собрание кое што може да се конституира. Има собрание кое може да се состане. И да носи закони ако треба. И тој го става само себе си во улога на политички полицаец. Тука е суштината. Тој сака да биде полицаец на албанските политички партии. И бара од странство, видите, вие таа платформа албанска, не вели изјава, треба да ја осудите. А ние живееме во услови на политички плурализам. Согласно член 6 од Законот за политички партии, на политичките партии им се гарантира демократските принципи на усвојување политичка платформа и начините на спроведување на таа политичка платформа.
Овие албански политички партии сега се здружиле и поставиле како начин на спроведување на нивните принципи една изјава, која изјава воопшто не е нова. И не е точно дека за таа изјава не гласале луѓето. Ево тука сме живи сведоци, бидејќи ево господин Габер нешто пред мене во Министерство за надворешни работи. Ние од 90-та година до денешниот ден секогаш сме истакнале дека треба да имаме рамноправност. Нашата платформа на ПДП била рамноправни меѓу рамноправните. Дали мислите тоа не го спориме, ми се чини? Дали мислите вие дека не го начинот... спорите, тоа го спорува председател на државата. Тој мисли дека албанските политички партии треба да работат како што тој ќе им нареди. И по кој принцип тој ја прогласил оваа платформа, да кажеме, бидејќи е изјава, дека го нарушува правниот поредок на Република Македонија. Ова е клевета, тешка клевета. Вели затоа што е подпишана во Тирана. Тоа не, видите. Дали мислите дека тука не ве што е изиграна оваа работа, бидејќи голем дел од македонските граѓани си поставуваат прашања, си велат чекајте зошто во Тирана да е подпишана платформа. Ќе дојдеме тука. Дали има институт... Не спориме со содржината, значи спориме со неговата клевета, зборувам за неговата клевета, дека оваа платформа го нарушува унитарниот карактер на државата. Оваа платформа ја распарчува Република Македонија. Така вели тој дословно, со други зборови. Дали има во Република Македонија институција која донела таков заклучок или таква одлука? Ако председателот на државата мисли дека ова платформа насилно го нарушува правниот поредок на земјата согласно член 20 од Уставот на Република Македонија, тој тогаш неговото мислење ќе го проследи до јавниот обвинител и јавниот обвинител каде е регистрира партијата, во овој случај имаме платформа, платформата ќе ја носи кај јавниот обвинител и јавниот обвинител е тој што во судска расправа, каде ќе бидат присутни и представниците на коалицијата, ќе се води дебата и ако јавниот обвинител успева да ги убеди овие дека платформата е против границите на државата, унитарноста, тогаш таа партија или оваа платформа ќе се отфрла. Партијата ќе се забрани да действува. Тако немаме. Ако платформата е пропагандно средство во рацете на ВМРО ДПМН во овој момент, за да го прави тоа што го прави да потикнува ваде. Дали мислите дека е мудро албанските партии да речат во ред, ние ќе поместиме за понатаму платформата како платформа, иако не гледам спорно законите кои што се дел од тоа да се изгласа? Добро, како символизам зборувам. Ево ве прашам вас како символизам и целата јавност. До кога ние албанците ќе правиме такви хуманитарни гестови? Ево ве прашувам. За време на Оридските преговори и разговори, каде јас, меѓу другото, сум бил еден чинител и учествувач, директен или индиректен, беше еден момент кога Пердју и Леотар излегува на конференција за печат пред јавноста и рекоа, денеска сме постигнале голем компромис. Сме направиле да албанскиот јазик биде службен јазик во Република Македонија заедно со македонскиот јазик. Веднаш после ова изјава, некој организираше маса на луѓе кои излегоа по улици и протестираа. Не даваме ние државата да отиде, не даваме ние да биде велика Албанија, не даваме ово, не даваме ово. Корените на ова работа знаете кај се. Корените се во амандман 4, мислам, на Уставот на Република Македонија 89 година, кога се супримираа сите права на албанците, се затвори училиштата и се забрани албанскиот јазик и имињата. И тоа господин Глигоров во својата книга Македонија се што имаме признава. Признава дека можеби за време на уставните дебати и тој признава дека на албанците им е одземено нешто што било присутно во Уставот од 74 година. Видете вие како овие слепи луѓе сакат
да ги Вие убедуваат разбравме поентата, мислам, да. македонската јавност дека видите, немојте овде албански јазик, па ќе пропадне државата, ќе биде Албанија, не знам што. Ево камерата. Што е тоа? Ово е свидетелство на Република Македонија издадено 57 година. Каде Држате го што прво на албански пишува, па потоа на македонски. 57. И АСНОМ, втората резолуција на АСНОМ е отварање на школите на албански јазик. Тие што се сега, генерации после АСНОМ, се многу ниско испод овие одлуки што во Република Македонија биле спроведени. 85 година Саво Климовски, тогашен министер за образование во Сојузен секретаријат за образование, на нас, наставниците и професорите, ни достави едно писмо каде се забранува евиденцијата да се води на албански и македонски јазик. Ви благодарам. Филипов, 85 година. Ево. да, Ние денеска зборуваме за нешто што сме уживале 57 година. Филипов, Да. Што е прашањето сега? Ноев почнавме. вие знам дека си имате спремено веќе, затоа што мислам дека моето ќе биде безпременно, пошто гледам запишувам. Вака, запишувам, ако тргнеме од овој Ноев, мислам од амбасадорот Ноев и од министерот Ноев. Дека си има тој предвидување, не согласувам со него. Јас велам дека е опасна ситуацијата за нас, тука е опасна. Меѓутоа, дека ни се заканува распаѓање на државата, нека си го чува мислењето за него, мислам, нема да се распадне државата и има доволно свесни. Доволно свесни луѓе има во Република Македонија. Само да кажам една вест, сега стигна во дескот на телевизија 24, одреден е притвор за сопственикот на Трансмед, Сеат Кочан, во контекст на истрагата на специјалното јавно обвинителство за случајот тендери. Се стануваше збор за случај во кој беа осомничени 3 лица за проневера на 17 милиони евра државни пари, односно за лажно представување пред државните институции, при што инкасирале државни пари 17 милиони евра. Ова само во контекст на правото и правната држава можеме да го понатаму да го искоментираме. Повелете, Филипов. Така, значи околу опасноста. Таа си опасноста постои, меѓутоа постои заради нас, заради внатрешен. Мислам дека од надвор не ни прети никаква опасност, затоа што Република Македонија е признаена во Обединените нации, признаена од сите членки на Советот за безбедност. Така што од таа страна е државата обезбедена. Сега со некои напори, односно предлози што ги дава и председателот и некои од партиите што сега се обидуваат да направат влада, односно да профункционира парламентот, или не се обидуваат. Некои се обидуваат, некои гледаме дека не се обидуваат, воопшто бидејќи тоа го чуваат како некоја резерва. И ние вообичаено кога анализираме такви ситуации, треба да се прашаме кому му одговара оваа состојба статус кво всушност. Еве сите да си одговориме овде. Кому одговара оваа состојба? Немаме нова влада, меѓутоа имаме стара влада која што технички може да функционира уште 3-4 години. Не може. Така изјавува дека што може да се случи? Не може да функционира. Што може да се случи? Еве година дена не се случи. Така? Таа беше за избори. Не може да функционира затоа што погрешно можеби се надева дека може да функционира 4 години. И така си имаат министрите си остануваат, директори на предпријатија си останува, се си останува, па што општо да правиме ново собрание и нов парламент, нова влада воопшто. Тоа е против член 20 од Уставот. Дозволи. Мислите дека некој може да биде толку себичен да ја стави во заложништво целата држава? Слушнавте ли Ахмети што изјави денеска? Дека оваа ситуација може да продолжи 4 години. Ево на Али Ахмети му кажам сега дека не може тоа, затоа што
Темелни вредности на нашиот уставен поредок, согласно член 20 од Уставот, се демокрацијот, плурализам и слободните непосредни избори. Сега механизмот. Ние имавме слободни непосредни избори. Конституиравме пола конституционно собрание. Сега без друго да се конституира извршна власт. Затоа што друга темелна вредност на уставниот поредок е поделба на државата на законодавна, уставна и судска. Законодавна имаме, треба да имаме извршна. Не, му текнало нему, 20 години ќе тераме ние со ова влада. Амбасадор Халили, кој е механизмот сега да не се реализира тоа што го предвидува овој водач на партија? Утре, ево механизмот. Утре сите министри на ДУИ да дават оставка и да велат ние не сме за ово парламентарно мнозинство, бидејќи сме избрани согласно минатото парламентарно мнозинство. Сега треба да се конституира ново парламентарно мнозинство и нова влада. А ако не сака да го направат тоа? Тоа друго не се. Тоа го прашувам јас, пошто нивниот лидер изјавува дека тоа може да потрае уште 4 години. тие ги дале подписите за заев. Зошто велам? Има луѓе што анализираат така и велат да, ги дале подписите, меѓутоа ништо не прават да се случи тоа. Добро, може ли овој меѓународен притисок што сега се врши врз Иванов да резултира? Ова се внатрешни работи што немаат многу врска со нас како дипломатија. Ние сега разговаравме како граѓани. А како дипломатија, меѓународниот притисок си има свое влијание секаде, дури и во Германија, па и на Америка. Ако се јават 5-6 председатели на големи држави и така натаму на нешто што таа го заговара, нема да им биде сеедно, дури ние на Америка нема да им биде сеедно. И тој притисок ќе треба да си вроди резултати. Не е тоа само ни притисок, туку тоа е и повик на притисок на некој начин. Нашиот председател упати повик. Имате ли представа како изгледа тој притисок кога ќе отиде представникот на Меркелка Иванов и кога ќе му рече сега ти повлече одлуката? Кажува ли нешто дополнително плюс во тоа? Сигурно дека му кажува и дополнително. Меѓутоа официјалната изјава е таа која што е важи за јавноста и тој ја кажа таа официјално дека се надева дека во најскоро време председателот ќе не е само ни од Меркел притисокот. Германија си зеде една таква обврска чувствувајќи го. Денеска беше тоа, затоа го спомнати на континуитет притисокот. Берлинскиот процес е таа си презеде како најзаинтересирана всушност економски најзаинтересирана, меѓутоа и политички. Тие сакаат да можат возовите слободно од Дортмунд да одат до Атина без никакви пречки, да се одвива бизнисот, да проток на стоки, проток на услуги, проток на луѓе. Тоа и ним им пречи, не е толку многу, меѓутоа им пречи. Зошто во една Европа во 21 век да се затвараат граници, да нема размена на стоки, на услуги, на идеи, на луѓе. Демократија имало во Стара Грција пред 2500 години, а еве сега ние уште дискутираме за демократија. Значи, тој притисок ќе треба да вроди со плод. Инаку, нема да успее ништо. Се сетиме на тоа Илинденско востание наше. Го покренавме без осигурување на подршка од надвор. Или наназад еве 2 години од кога трае кризата се врши сериозен притисок. Па работите многу тешко се помрнуваат. Тие навистина ако го погледнеме поидовната точка пред 2 години до сега, многу работи се променети, но е поспоро од што ние би сакале како општество веројатно. Габер? Па јас затоа што мислам одредени елити сакаат и понатаму да манипулираат со парите. Тоа надвор се гледа, затоа што бизнисот само во Македонија што се врши, сигурно има корени со средства туѓи, односно наши преку туѓи па се враќаат назад. Но она што, бидејќи го поставите за писмото на Иванов и барањето да се направи притисок за да се повлече оваа изјава, декларација, платформа, како сакаде, евидентно е дека оние што одговорија, што беа повикани, негативно се изразија за таа платформа. Кажа, и амбасадорите сигурно биле во ситуација да пренесуваат одредени, да кажам, упатства, инструкции од својата влада и да се наоѓаат во ситуација многу тешка. Така верувам дека и амбасадорите од земјите кај што се упатени овие писма од нашиот председател, не само што не добија одговор во смисла на осуда на таа декларација, изјава, платформа, како сакате, туку
обратно рекоа, дајте брзо формирајте влада, бидејќи такво мнозинство постои. Што е позадината на таа нивна, да кажам, одлука да така се изразат, тоа е дека нив не им треба деградирање на она што постои во Западниот Балкан или како го викаме ние Југоисточна Европа, да постои разнишани односи во една земја која што, верувајте, не може да го наруши пошироко, да наруши пошироко стабилноста во Европа. Таа може да биде една внатрешна криза која што само ние ќе патиме и ќе одиме назад и не ќе можеме да се развиваме како што предвидуваме. Што се однесува пак ево сега до Европската унија, каде што ево имаме и сега повторно истиот представител ќе биде таму. Знаете, во нашата спогодба за стабилизација и асоциација, двете први поглавја зборуваат политички диалог и регионална стабилност. Таму имаме конкретни како држава, таа ја потпиша господинот Георгиевски, Љупчо, 2001 година април. Таму конкретно се вели дека нашата земја со земјите членки на Европска унија речиси на дневна основа ќе ги регулира политичките потези кои што се влечат. Регионално да се обезбеди соработка со сите соседи, на добрососедски односи и економска, културна и друга соработка. Каде што е обврскана оваа земја. Па ако некој се противи или ги напаѓа тие структури, па дајте, има влада или нека се откажеме од таа спогодба за асоциација, прво, стабилизација и асоциација. И други, да не зборувам, зашто ни беше доделен статусот на кандидат. Се дига нивото. Значи, нивото на соработка е сосем поинакво. Ние ги напаѓаме затоа што имаат своји ставови произлезени од некои обврски што ги имаат не само во Европската унија, туку и према нас. Ме разбирате, двостранен односот. За жал имаме и други земји кои што реагираат обратно, кои што сметаат дека имаме мешање. Дипломатски гледано, од 19 век, па до сакате и до Версејскиот мирен, ова мешање постоеше. Но, кога се формираат големи меѓународни организации, како што беше Лигата на народите или Обединетите нации, тоа беше релативизирано што значи мешање во внатрешните односи. Вие стапувате во една меѓународна организација затоа што ги пренесувате дел од своите права. Во Европската унија суверенитетот го пренесува. Германија се откажа од марката, Франција од франкот, Италија од лирата или Германија. Разбирате, пренесуваат права за да живеат поубаво. За да има проток, што викаат... Дури на пасошите им пишува прво Европска унија, па доле Република Австрија. И ние овдека сега создаваме меѓу мене и Халили, создаваме непријатни односи затоа што тврдиме дека нешто не е така како што е така. Ние сакаме ли да бидеме европска земја или не сакаме? И сега велиме дека верувам сите се согласувате, Македонија не е воопшто толку важна колку што ние си придаваме значење во тие европски и светски рамки. Тие опасности нам не е важна, меѓутоа не е толку важна за другите, за да на тој начин се вмешуваат во овие наши релации, па сепак ако ги погледнеме ситуациите Србија, Косово, Босна и Херцеговина, ова што се случува овде, во сите тие, да ги речеме, точки на, така да речем, сиви или црни точки, постои едно силно мешање меѓу Русија и Америка. Еве вчера на Копаоник американскиот и рускиот амбасадор направија вистинско шоу во кое што еден со друг се судираа за различни прашања, меѓу другото и за Балканот. Мислите ли дека таа ситуација ќе продолжи на Балканот гледано комплетно, Халили? Не мора само за Македонија да ја гледам. Па видите, тие најважни одлуки за поделба на светот се донесени и на конференција Техеран, Јалта и другите конференции. На сфери на влијание. Сфери на влијание. Не на свет, да, добро. И ако ја анализираме изјавата на поранешниот американски секретар за надвршни работи, Македонија е на линија на огнот, но не во самиот оган. Значи дека сепак иницијативата на Трамп да седне со Путин
која беше најавена дека веднаш ќе се случи и досега не се случи, ќе донесе некои нови договорени работи кои сигурно ќе бидат на штета на некој, но на прилог на некој друг. Јас силно верувам дека Русија нема интерес за ова мала земја од 100 километри до Гевгелија и 150 километри до албанска граница и натаму. Ако тука нема своји соработници, историски, за време на Брешњев, Русија окупираше земја, воспоставуваше еден квислички режим и управуваше со тој режим. Како што, впрочем, сакаше да направи во Украина. Меѓутоа, кога се доаѓа до општ геополитички ризик и тие големи сили наоѓаат заеднички јазик, ако ние сме сите тука заедно за една политичка опција, како што бевме до пред 2 години, каде 95% на населението беше Република Македонија да се зачлени во европско-атлантските структури. Сега резултатите покажуваат дека кај членство на една политичка партија, членовите или симпатизерите се свртија. И ако таа поддршка е 47 за Русија, тогаш Русија ќе има за право да каже, видите, јас поддржувам таму една власт која го има мнозинството на народот. Како што вели тука ВМРО. Вели, СДС не може да состави влада, затоа што СДС ги нема гласовите на македонците. И ова теорија малку нешовинистичка. Има нацизам тука. Оти тие барат гласачи чистокрвни македонци. Овие македонците кои гласале за СДС и албанците кои се граѓани на оваа република, кои ги уживаат правата и должностите и обврските во оваа република, за нив не представуваат ништо. И принципот, зашто жали ВМРО најмногу, бидејќи овој председателот е изведувач на таа политика. Жали најмногу затоа што има албанска платформа која сака да ја дели Македонија. Потоа жали зашто не е почитуван принципот да влада состави победникот кај македонците, чистокрвните македонци, и победата кај албанците. И тие од почеток промовираат федерација, бидејќи е тоа спогодба меѓу двата народа. Тоа филозофија нема од старт. И тие жалат зашто, например, Дуи, бидејќи тоа беше завршена работа, зашто Дуи не склучи коалиција со ВМРО ДПМН, Дуи како... Сега наједнаш се сврте работата, сега ВМРО ДПМН промовира федерација, сакате да кажете со овој принцип? Ова е елемент на федерација. Тоа што го правеше Дуи, сега го прави ВМРО ДПМН. Не прави Дуи. Не, тој Дуи бараше порано, да. Дека беше како Дуи бараше и ево се исполни барањето на Дуи. И сега имаме ние победник кај албанците, кај албанскиот народ во Македонија, и победник кај македонскиот народ во Македонија. И двата народа, како резултат на демократските избори, сега се договорат за албанско-македонска влада. Ова е федерација. Може би тие несвесно го кажуваат, ама ова е федерација. Ама пропадна. Видите сега зашто пропадна. Меѓутоа тие велат, видите, Шо велат? ние пропадна во последната секунда. Тие го обвинуваат Раман дека ево се меша во внатрешните работи на Република Македонија. Меѓутоа, во 10 и нешто, Топ Чанел таа вечер изјави и Демократската партија на Сали Бериша излезе со честитка до Дуи и до ВМРО. Честитаме што сте успеле да создавате влада
И таа влада ќе биде реформска и ќе ги реши сите настанати проблеми. Зашто овој проблем, зашто овој факт тие го кријат? Зашто? Јас не знам. За да се излегува во јавност да каже, да се честита формирање на влада во која согласно албанските портали се шпекулира дека се договориле ДУИ да има 8 министерства. Ако владата има 16 министерства, а ДУИ има 8 министерства, тоа е федерација. Тоа го не беа шпекулации, тоа го каже и Артан Груби, дека се договориле со ВМРО за 8 министерства. Јас велам шпекулации бидејќи прочита во новини, не сум бил учесник во тие. И сега, што е обвинувањето? Да, ние преговаравме, ама ние не прифативме ништо. Вие кога сте преговарале таа платформа, дали била подпишана во Албанија? Дали таа важно ова, може платформата да се подпише и на Марс. Дали во таа платформа пишува Министерство за надвршни работи на Република Албанија и доле Еди Рама? Или тоа е подпис на... Да, свативме. Во овој корпус прашање има некоја тука реплика или дообјаснување, бидејќи треба реклами да повикаме. Ајде одиме на реклами, па се враќаме после со финалето на дебатата. Добре дојдовте повторно во 24 отворено. Продолжуваме дебатата со тројцата поранешни амбасадори на темата дали Македонија влегува во еден по-широк балкански вител, од кој што тешко ќе излеземе, или сепак ова се само работи за кои што ќе се сеќаваме со добро мислење. Најавувам дека во следното информативно издание на Вестите на 24 ќе имаме линковско вклучување од судот. Како што кажавме, Веста е притворене Сеат Кочан, односно одредена е мерка притвор за Сеат Кочан, собственикот на компанијата Трансмет. До тогаш ние продолжуваме со дебатата тука. Имаме прашања од публиката кои што сакаат да поразговараат со нашите дипломати. Одиме прво во тој дел таму. Повелете. Да, може. Најправен добро вечер до сите. Представете се. Јас сум Софија и би сакала да ви посакам добро вечер на еден фер, демократски и правечен начин, затоа што баш правдата и демократијата е она што ни недостига во општеството. Јас би сакала малце да свртам дискусијата на протестите на тврдокорните. Нели барат сметаат дека државата ни е загрозена од албанците, од албанската платформа на некој начин. Зошто не се покрена овие протести некое време порано? Сите знаеме дека партијата на власт веќе некое време спроведува некаква двојазичност, например конкретно во автобусите на ЈСП имаме двојазичност. Зошто претходно не се покрена некои протести ако сметаат дека со двојазичноста конкретно на некој начин се двојазичноста представува некоја пречка за оваа држава? Сега Добро, ова во на друг начин кажано е дека двојазичноста е нешто што трае во Република Македонија, не е ништо ново. Зошто сега се користи? Па се користи, секоја партија има право да покренува одредени иницијативи кои што смета дека и се најдобри, најсоодветни за добивање на гласови. Тоа е факт. Во време на кризи тоа се изострува до степен да доаѓа и до поголеми безбедносни проблеми, односно политичкиот систем да трпи одредени ретроградни процеси. Ако веќе зборуваме за политички партии балкански, генерално зборувам, нивната политичка култура е на многу ниско ниво, споредбено со земјите каде што сме ние живеели и работеле. Зборувам политичка култура. А без таа политичка култура немате политичка волја да се огледате подолгорочни процеси. Она што значи развој на една земја. Во таа смисла, после секој избори некој добива, а некој губи. Зависи од политичкиот систем како после ќе се структурира извршната власт за да спроведува реформи, да реализира својата програма и така натаму. Ако одредена партија после изборите така остро оди кон тоа дека нешто суштински се менува во општество, значи она се спрема
да оди да добива гласови на оние кои што смета дека и се приврзаници, односно да иде на нивните емоции да удри, за да би евентуално, како што велат и превремени или други избори, евентуално да добие поише гласови, па макар и на локални. Така да не ве чуди нешто кога партиите во своите програми имаат и некогаш и екстремни, во смисла на безбедност и развој, зборувам, екстремни позиции или за увото неповолни позиции, и тоа е легитимно, но велам повторно се враќам, нивната политичка култура треба да ги гледа дека тие нивни активности создаваат дестабилизација и создаваат враќање назад, економски, социјален, културен застој. Затоа да не ве секира тоа дека некој инсистира на нешто. Проблемот е кога се палат масите, кои што, ево, имавме некои инциденти, може утре ќе имаме пак. Јас мислам генерално дека нашата земја ќе го надмине овој период. Нормално да го надмине и нормално е да се најде решение кое што е за добробит на сите граѓани на оваа земја. Филипов? Ја би сакал да кажам дека правото на демонстрации, правото на изразување на својато негодување, волја или поддржување на некоја одлука е загарантирано со устав и кај нас и во цела Европа и во сите демократски земји на светот. И ништо нема тука страшно доколку се демонстрира. Страшно е доколку се наседнува на провокации и се демонстрира против нешто што воопшто не постои. Значи, партиите, точно кажа амбасадорот Габер, по нивер интерес е да ги под наводници да речем да ги загреваат народните маси. Знаеме дека сме ние на позади едни избори, ама пред нас се други избори. Во време на предизборие растат тензиите, се измислуваат и работи што не постојат. После гледаме дека барем половина од тоа што се кажало пред изборите никаде го нема. Меѓутоа, во демократски старите земји, развиени земји, тоа и на народот му е јасно, па не е наседнува така лесно. Зошто реков јас кај нас е опасната поголема? Затоа што сме сепак ние млада демократија и ја нема таа рутина народот да е навикнат дека пред избори, дека се зборуваат и работи што после избори ќе бидат заборавени. Јас колку пати во Австрија избори, во Словачка избори, во Јапонија избори, во Германија избори, па растат као тензии. Изборите завршуваат, ги нема тие митинзи огромни како ние што ги правиме, па секое село морало да има митинг. Завршуваат изборите, секој си ја гледа работата. Кај нас сме поемотивни, сходно и на воопшто на темпераментот, ние сме сепак јужњаци. Сето тоа го сваќаме понекогаш пресериозно, особено ако имате кому некому е тоа работа или задача да организира избори, да организира демонстрации. Значи правото на демонстрација е загарантирано. Треба партиите да внимаваат со што ќе долеваат така информации кои што може да предизвикат дополнителни емоционални реакции кај демонстрантите. Треба да се внимава многу на тоа, затоа што се сепак млада демократија и многу лесно може да се случи тие демонстрации, како што веќе се случува еднаш-два пати, да излезат од контрола. Меѓутоа, правото на демонстрирање не може да се забрани, понекогаш и тоа корисно дури, да се релаксира, зошто одат луѓето на фудбалски утакмици. Земете го тоа како една голема фудбалска утакмица, кај што може да кажете се, значи надпревар, па после никому ништо, ќе се вратите дома, тој дал гол, тој не дал гол. Меѓутоа, треба внимателно, треба да се внимава. Благодарам, имам и други прашања од публиката. Повелете, сега ќе ви го подадам ја микрофонот. Повели. Најпрво би сакала да кажам. Добро вечер на сите. Јас сум Мелана и моето прашање конкретно е баш на вашиот одговор. Вие рековте дека ова за некаде комична ситуација, тој избор ќе го искористам. Ја вака би се обратила, доколку ние како држава би биле книга, би биле утопија, бидејќи само во утопија може политика да биде комична. Според секој морален и вредносен систем на демократија, тој што е на местото на платформата, треба да ги гледа вредностите, желбите и потребите на граѓаните. Мислам дека секој од нас има потреба да живее во општество каде што пред се ќе се чувствува безбедно со своите сонародници. Како некој што живее во Чаир, можам да кажам дека 20 години тензијата се крева чисто од таа платформа.
Дали е вистински демократија ако ние ствараме тензија и ја рушиме демократијата што ја нарекуваме демократија? И furthermore на истото прашање, зашто самите си ја ствараме тензијата и потоа обвинуваме надворешни сили како чиста дистракција од моменталната криза во државата? Проблемот не е надворешен, проблемот е интерен и проблемот доаѓа од платформата која, бар според мене, се труди да ги заштити граѓаните. Со други зборови... Да не ја мешаме вашата платформа со оваа што моментално се пласира како тиранска, што ја нарекуваат. Вие зборувате за една... За која платформа зборувате? Баш нашата политичка платформа. За политичка платформа поширока во Република Македонија. Значи не за ова што се злоупотребува како израз платформа. Не, да разбереме, повелете. Да, окей, извинете. Во контекст на не сакав да се надоврзам со тоа што баш двојазичност не имаме веќе некое време и ние, како што знам многу добро, имаме и соживот и образование. Како сега е тоа проблем после толку време? Мислам дека Одговорив. кон мене е насочено. Мислам дека проблемот е недостаток на таа платформа. Не од Тирана, толку заедничка платформа за развој на државата. Тие луѓе кои имат право демократско да протестират и кои на микрофон ни се обраќат нас, албанците. Ево, придружите ни се на нас да ја спасиме Република Македонија. И тој, замислете, тој не повикува, не мислам на вас, тој не повикува на протести против мојот јазик. Заборавете го вие јазикот, дојдете со нас на протести, ќе ја спасиме Македонија од вас. Така излегува Коневска, Руси, излегуваше една со презиме на... Да, излегува повеќе. Да, излегува повеќе. Ово е абсурд. Наместо да кажеме ние, хајде да излеземе сите. Македонци, албанци, турци, срби, босанци, не знам кој, да ја браниме Република Македонија од истоштеноста од корупцијски скандали. Веќе не ово прв пат. Имавме ние еден пат и во претходна влада, исто на ВМРО. Тогаш секој од нас би излегол да ја браниме. Како ќе ја браниме Македонија, кога Македонија е празна земја? Луѓето велат 500.000 млади луѓе образовани тука со наши пари, веќе не се во Република Македонија. Тие не побегнале во Русија. Сите побегнале во Германија, во Швајцарија, во каде има просперитет. Тие луѓе ни кажуваат нас кај треба да се движиме. И полесно е сега ние да сееме омраза. Видите, етничката омраза, тука има и говор на омраза. Е опасна за едно општество. Бидејќи обичниот човек тоа го прифаќа многу лесно. Видите, овие албанци сакат да ни ја земат нашата држава, ние немаме резервна држава. Да го прашам ја некој македонец што зборува за ме. Колку пасоши имаш ти, господине? Па ја имам 2 пасоши. Колку твоите деца имат пасоши? Зашто твоите деца сакат фирма да основат во Лондон, а не во Москва? Зашто твоето дете го менува или скратува или го модифицира неговото име? Не кажува дека јас сум Александрова, јас сум Алекс и нешто друго, за да успее во таа средина. И ние треба да создаваме услови за тие луѓе тука да просперират. Македонија е празна земја. Треба да ги викаме луѓето тука да ја браниме, не да ги иселиме луѓето. Тогаш ќе ме убедиш ти дека ја треба да се приклучам. Ова не беше воопшто наменето на национална основа, Не. туку беше наменето смисла на... Јас не на вас ви одговорив, јас се обратив до ве разбирам. Само сакам да кажам дека не беше наменето на национална основа, туку беше наменето на тоа дека кога веќе толку пати се спомнува зборот демократија, па зар не е буквално нормално да се примени истиот? Ако јас кажам дека ќе биде
бела позадината, зар не е логично јас да имам бела позадина? Во тој контекст беше дека тие луѓе се селат барајки демократија, не се селат барајки многу, дали има удобности, да има, но дали тие идат по тие удобности, дискутабилно. Јас мислам дека пред се тие сакаат да заменат таму, чисто поради демократијата што тие земји им ја нудат. Да. Филипов, сакавте да ја надополните? Млада дама е сосема во право. Меѓутоа, тоа изгледа така така е кога нормално треба сите да бидеме нормални и да се однесуваме нормално во една нормална држава. Сите да сакаме демократија, секого да почитуваме, сите да се почитуваме, доверба и почит, тоа е основа на постоење на еден систем социјален. Меѓутоа, гледате, кај нас тоа го нема. За жал, политичкиве партии, дел од нив, амбасадор Халили зборува за македонската страна, јас да не излез дека само македонците, македонските политички лидери не се и албанските политички лидери не се сите исто. Луѓе што сакаат само демократија, па се да биде во ред, па доверба, па почит, па ќе ги зборуваме сите јазици ако треба, па секаде. Значи и кај нив има како би биле водачи ако нема кому да му кажуваат што треба и што не треба. Нив им требаат луѓе што слепо ќе им веруваат. Значи, тоа е причината зошто јас лично понекогаш се залагам, знам да и со сите лидери на нивните партии, на македонските партии, на српски партии, секаде нели е малку чудно во 21 век да имаме лидери политички, а на национални партии. Зошто немаме либерална, не знам, демократска, не знам, комунистичка, не знам, социјалистичка, да ги имаме само партии, а внатре во партиите да има луѓе од сите народи што живеат во Македонија, сите национални, со сите вери, како што е во Америка. Има 2+1-3 партии се јавува и таму никој не ги прашува кој е црнец, кој е белец, кој е шпанско потекло. Не, туку има политички партии кои се залагаат за одредена политичка цел. Ми одговараат тогаш голем дел од лидерите ке нема што да работат. Па нека ми просто тога, а сега што работат? Сега работат ние да се мразиме едни со други, тоа ли сакаат да го работат? Тоа е жалосно, значи, убаво вие зборувате. Ширете ја таа свесност меѓу сите млади, дека тоа што им се пласира некојаш дека нема врска со стварноста. И вие сакате слобода, вие сакате се дружите едни со други, да соработувате едни со други, сакате да отидете и во Берлин и во Лондон, ама да го видите како и да се вратите пак тука да биде нормално се. А не да мора да напуште земјата, зашто точно е. Се сеќам колку луѓе имало кога сум отишол во една амбасада, по 4 години се враќам колку дошле нови таму. 6700 жители македонци во Австрија, доаѓам 2010-та, 2014-та заминувам, 29.400 само во Виена. Значи дошле 15.000 нови за тие 4 години, само со македонски пасоши и што не земале државјанство. И официјално дошле. И официјално само што се дојде. Не зборуваме за тие што дошле со бугарски пасоши или за што. Значи зошто тоа се случува? Па прашајте се сите меѓу себе, имате колеги. Значи треба да се има политички живот, да се следи демократскиот живот, меѓутоа да не се верува слепо на се што се кажува од страна на политичарите. Ними тоа работа. Имаме уште малку време, уште прашање од публиката. Ајде. Дали се разбравме доволно? Ти прашајте уште и на крајот како, например, нели, да не само дебатираме и кажеме што предлагаме да биде, за да не биде вака. Мислам, логично е. Секој од нас да се изјасни. Извинете, да си го памти. Добро вечер и од мене. Пред се морам да се сложам со двете прашања и дискусијава тука. Мислам дека ова е едно сценарио кое што сака да направи некој проблем за да се излезе од нека друга криза. Но ова е моето прашање повеќе поврзано со тоа што вие досега сте го работеле. Иако е вештачко сценарио, и тоа повеќето од нас го знаеме, како ова ќе влијае на земја која што сака да има цврста економија? Како влијае на сликата на Македонија за стабилноста и колку време ќе ни треба за да се опоравиме од некоја ситуација која што едноставно дава слика дека сме многу несериозна земја? Веројатно во контекст на приближувањето кон евроатлантските интеграции. Не, како економијата. Или како економијата и луѓе кои што би сакале да просперираат тука. Видите, негативен процес бара повише време од времето што е создаден тој негативен процес. Да се тој санира.
затоа што вие санирате не само средства, не само менувате луѓе, кадри и слично. Вие санирате менталитет. Се создава менталитет кој што тешко се санира. Ево, например, ние од монистички систем поминавме у демократски систем, така? А со истиот менталитет. А замислите 10 години кај што имаме поделено општество, кое што треба да го обединиме. А како ќе го обединиме кога два менталитета имаме кои што не се трпеа? Ние треба да им кажеме сите ние, луѓево, граѓаниве, на политичките елити дека тоа веќе време треба да помине. Овде се спомна дали ние имаме во политичкиот живот, во политичкиот спектар само национални партии. Кој што кажавме, демократијата не подразбира национални партии. Демократијата треба да подразбира партии кои што носат прогрес и безбедност. Отварање на перспективи за луѓето. Партиите се само еден инструмент кој што народот преку нив доаѓа до она што представува платформа за иднина. Овој збор е лош, сега моментално се користи. Платформа за иднина. Секоја одлука на политичарот, односно на телото политичко, има консеквенции, има последици во иднината. Ако ние не сватиме дека треба се воздржи политичарот за да не ги оствари своите моментални цели, дали биле лукративни, дали биле, што знам, се скарал со жена му па излезе лоша одлука, дека тоа ќе има веднаш негдека далеку таму негативни реперкусии за народот. И да не должам. Значи, нас ни фали демократија, што кажам. Немаме ние сенс и политичка култура уште за да дојдеме на тоа ниво. Ќе ни треба време за да излеземе од оваа криза што сега се создава и во економијата и во приближување кон евро. Точно зашто ние досега анализиравме само политички моменти од оваа криза. Меѓутоа економските моменти се тука некаде, дури и се базични. Ние гледавме малце ова духовниот дел од работата, политичкиот дел, нематеријалниот, меѓутоа материјалниот дел е тука и тој е следи и тоа ќе влијае негативно. Значи таа е на немаме позитивна стабилност, немаме прво сега моментално никаква, а не пак позитивна стабилност. Зашто може да биде стабилен системот, а да биде негативен, тотално недемократски режими, земете Северна Кореја или како што беа некои режими во Северна Африка, тој е стабилен, меѓутоа нема никаква демократија и се знае како живеат таму луѓето. Треба да биде стабилен и позитивно стабилен. Ние моментално сме лепдечки систем, немаме систем, влада не функционира, не функционира собрание. Тоа сето се функционира на систем на очекување. Прв показател ми беше кога ми кажа австрискиот представник на Стопанската комора австриска дека тој си оди, меѓутоа дека Австриската Стопанска комора не именува нов представник во Македонија, туку ќе не покрива представникот од Белград. Готово. Ако знаеме да читаме ние, треба да ни е јасно зошто сега. Еве и покрај доаѓањето на Курц овдека. Меѓутоа бизнис е бизнис, политика е политика. Зашто си одите? Што се случува? Не, си постои нормално, постои канцеларијата, меѓутоа нема веќе да има шеф на представништвото локален. Мало знакче, што правиме? Добро, благодарам. Ако добар дел од дебатава цело време провејуваше делот правото, правната држава да профункционира, само така ќе може да излеземе од некаква криза и сега ќе го актуализирам овој денешен настан. Еве Халили, можем од кај вас, бидејќи вие бевте доста гласен во тој дел. Никому не му судиме, се разбира, секој е невин додека не се докаже спротивното, но беше една илузија кај нас досега да се одреди мерка притвор за човек за кого што се знае дека е многу близок со власта. Ова што се случува вечерва во судот, дали може да биде некаков замаец за кон тоа праведно и правно општество? Ја не би сакал тоа да го коментирам, бидејќи има институции кои сега, според моето мислење, почнале да функционират и постои правило во правото, се додека судот не одлучи дека некој е крив, тој е невин. Меѓутоа, позитивното е во тоа што му се дава шанса на секој граѓанин во Република Македонија за фер судење и да го докаже тоа дека е невин, дека неправедно е обвинет и така натаму. Тоа е шанса. Тоа не е некоја, мислам, казна. За секого е шанса. И во Европската конвенција за човекови права
е фер судење, тоа е шанса да му се дава на секој да и докаже на јавноста. Има многу случаи кога луѓето неправедно се притворени, затворени. Било од политички притисок, било од наредба на некој, да не кажем државник, току лидер на партија, но судот е тој што одлучува. Ево, нека биде еден вовед тоа. На сите им е многу драго да бидат пред јавноста, да докажат дека не се виновни. Добро, благодарам. Уште кратко по минутка и Габер и Филипов. Прашањето како беше што требаше да го поставам? Да не анализираме само дали имаме некој предлог Имаме ли некој предлог? да се излезе, Кратко, како ќе излеземе од овој вид? Аналитичари нешто се намноживме многу. Мене ме прашувате? Заедно, еве, нека биде Габер. Не знам кој е постар, али у секој случај како ќе излеземе? Дали се гледа? Па да излеземе врз основа на тоа што веќе го имаме. Ако имаме устав, ако имаме закон, ако имаме институции кои што треба да функционираат согласно уставот и законот, решението е пред нас. Видите, ние имаме. Имаме. Ако не функционира. Треба да функционираат. Затоа велиме дека ние мора да функционираме. Затоа треба да се дојде до степен на разум кај политичкиот фактор, елитите особено, и особено ние што ги држат институциите, во јавноста се знае дека тие институции се под одреден притисок. Нас Европската унија ни вика, па вие сте заробена држава. Знаете ли што значи тоа за една политичка гарнитура на власт, кога некој ќе ти каже заробена држава? Ние работиме со странци. И сме работели со странци. Тоа е една, да кажам, најголема навреда за земјата. Значи, таа заробена треба да се одзароби, да ги скине ланците и да почне да си функционира законот и правдата. Кога тоа ќе почне да си функционира, а тоа прво ќе почне преку примената на уставот, што велиме дека господинот Иванов не доби од никого од надвор, па дури ни од Ердоган не доби позитивен одговор на барањето да се нешто направи во Македонија, па тоа не ли е мешање оватрешни работи? Ние бараме некој од надвор да ни каже што да правиме. Затоа велам, ние мораме да постапуваме согласно, јас сум правник и политиколог и затоа тврдам и упорен сум на тоа дека мора да постапуваме совесно, доследно и да гледаме перспектива. Да не гледаме само денешните наши интереси. Благодарам, Филипов. Јас, пошто ситуацијата сметам дека не е правна, туку е политичка, и треба политички мерки да преземе за да излеземе од ова состојба. Наместо чекор напред, два чекори назад, како што одиме од овие последниве неколку години, ќе го повторам уште еднаш, тој е мој став, ние треба да одиме два чекори напред, еден чекор назад. Овој чекор назад ни е потребен заради релаксација и ладење на главите со кои што размислуваме, меѓутоа затоа што секој во општеството не е способен ниту политички образован да свати што се случува во овој систем и лесно потпаѓа под емоционални влијанија. Да се повлече сите политички партии по еден чекор назад, да преразмислат што направиле, за да тргнеме два чекори напред и да излеземе од оваа криза. Ви благодарам многу што бевте тука во студиото на телевизија 24. Публика ви благодарам како и секогаш што бевте интересни со вашите прашања. Тука ја одјавувам ова емисија, но најавувам дека ќе имаме живо вклучување веќе за неколку минути директно од вестите на телевизија 24, директно пред судот, каде што, како што веќе објавивме, последната вест е одредена е мерка притвор за бизнисменот Сеат Кочан. Пријатна вечер, почитувани гледачи.